25.830 денари. Ова е последната измерена просечна плата во државава во април годинава. Има една група на професионалци кои што се исклучително важни за целото општество, за сите граѓани на државата. Меѓутоа, оваа група на луѓе претежно земаат доста помалку од оваа просечна плата. Зборувам за новинарите и за медиумските работници. Во ова време на глобална пандемија можеме да видиме колку во суштина овие луѓе се важни, затоа што во случајов не само што треба да се бориме со пандемија, треба да се бориме и со лажните вести. Токму новинарите и медиумските работници се тука за навремено и правилно да ги пренесат информациите. А вистинските информации во ова време сега во суштина се покажа дека и можат да спасат живот. Значи, од една страна, нивната важност е навистина голема, а од друга страна, дури 67% од новинарите земаат плата пониска од просечната плата во државава. А да не зборувам дека почетта кон нив е на доста ниско ниво, значи често можеме да видиме и да слушнеме навреди и пцовки и секакви закани на сметка на новинарите. Кога видов колку мали плати земаат новинарите, ми падна на памет нешто што навистина ме загрижи. Ако се овие луѓе, оние кои што го креираат јавното мислење со тоа што пренесуваат информации на јавноста, тогаш колку лесно би било да се подкупи или да се потплати новинар кој што е лошо платен. И во случајот не е тоа вина на новинарите, не е вина на медиумските работници. Тука ми доаѓа да си го поставам прашањето дали платите на новинарите се право пропорционални со вистинитоста на вестите кои што ги пренесуваат. Логиката е дека колку помалку плата земаат, толку повеќе се подложни на надворешни влијанија во нивната работа. Толку повеќе ќе можат надворешни влијанија, корпорации и моќни луѓе да влијаат на вестите кои што ние ги добиваме како луѓе и како граѓани на државата. А тоа значи дека на тој начин јавното мислење за некои работи се искривува и оди подалеку од вистината. Има и многу други професии кои што се многу ниско платени, меѓутоа ги издвојувам новинарите и медиумските работници затоа што овие се главните луѓе кои што го оформуваат мислењето на луѓето за одредени теми. За сите теми, односно. Што и да прочитаме, што и да видиме на вести. Сите оние извори кои што се со кредибилитет ги водат нормално новинари и медиумски работници. Јас и вие кои што го гледате ова, немаме никакви ингеренции да ја покачиме платата на новинарите, затоа што знаеме колку е важно да имаат они и поголема плата. Меѓутоа, она што можеме ние да го направиме е да внимаваме на кого веруваме и на кого од кого ги добиваме информациите што ги добиваме. И секако да ги почитуваме малку повеќе.